утро и од мене. Магазин секогаш знае да биде синоним за музика. Имаме и останати профили на гости, но некако музиката секогаш се трудиме да го има приматот во оваа емисија и денеска ми е многу драго што ќе најавиме еден одличен концерт на пијано кој што ќе се случи на 2 декември. Станува збор за професор во средното музичко училиште во Скопје, човек кој што имаше таа среќа да биде во класата на врвниот Симон Трпчевски, но и на уште еден професор од Белград, ќе ни каже и самиот кој е и како е, а денеска тој има можност да го принесува неговото знаење на сите останати, вели дека новите генерации на деца се поголем предизвик од претходно, но на крајот од денот тоа е задоволството во професорската работа. Како и да е човек кој што потекнува од музичко семејство, кој што има настапувано на сериозни концертни сали од Америка до Малта и така натаму ширум светот, а денеска е во студиото на Магазин, во центарот на Скопје, на градски стадион во Сител, Бобан Мирковски. Добро утро и добро ме дојде. Добро утро и благодарам за прекрасната најава и за поканата. Ова е само дел од целата на биографија која што добро ја прочитав, морам да ти кажам, јас сум спремен со детали. Се гледа. Во средно не сакав историја во смисла на години и датуми, меѓутоа кога станува збор за гостите, многу сум добар да знаеш. Браво. Добро ми дојде, ти си за прв пат во Магазин, не си за прв пат во Сител, но мислам дека сега малку повеќе ќе имаме можност да те запознаеме. Добар ли си прво? Тоа морам да те прашам на само неколку дена пред твојот голем концерт, би рекол, во Македонска филхармонија. Да, одлично прашање, супер сум. Едва чекам да дојде втори, се подготвувам сериозно, веќе неколку месеци го подготвувам овој концерт. Чувството е многу интересно кога се подготвува секој концерт, не е едноставно, ама е онака предизвикувачки и баш онака супер се осеќам. Претпоставам дека постојано истите композиции нели се свират и така натаму, се пробува, се експериментира, додека стигне концертот, нели може да ти стане досадно? Тоа е интересно прашање. Па јас тоа секогаш го зборувам и со моите ученици. Кога гледаме некој од страна како музицира, како свири инструменти така натаму, изгледа тоа толку убаво, толку лесно. Да. Меѓутоа, она што се случува позади сцената, да речам, се навистина месеци и месеци работа и тоа навистина знае не само да биде досадно, туку знае да биде малку фрустрирачки, поради тоа што технички е многу захтевно, се вежбаат ситници делови, само неколку сегменти од секоја композиција посебно двете раце и така натаму. И да, тоа знае некогаш да биде, ајде да речем условно досадно, меѓутоа знаеме која е крајната цел која што сакаме да ја постигнеме. И тоа некако ни дава мотив и желба да продолжиме. Така, ова ќе биде традиционален концерт, некако сакаш да ја заокружиш годината со овој концерт? Или сега беше времето да ти се случи? Да, одамна немам правено оној класичен пијано рецитал. Веќе неколку години, бидејќи почнав малку да шарам и со стиловите и со концертите кои што ги правам и овдека и надвор. Почнав да шарам малку и со стилови и така натаму и решив дека време е да повторно да си направам солистички концерт, рецитал со ајде така условно кажано класична програма. Онака за своја душа? Да, буквално тоа е она што ние го учевме, го студиравме и така натаму и нормално дека од време на време доаѓа желбата за вакви концерти. Се разбира, предизвикот е огромен, но тука сме ние да го прифатиме, нели? Да, буквално како што правевме муавет и пред емисија, предизвикот посебно во Македонија со класичната музика и тоа како знае да биде голем, но важно е нели човек да не се откажува и еве веројатно преку ваквите концерти ќе може малку и поинаква да ни биде перцепцијата за тие настани. Кој очекуваш дека ќе биде во публиката на овој твој концерт и како да примамиме различен тип на публика? Како да им објасниме дека нели класичниот концерт не е само за музичари? Ова е многу интересно прашање, ние зборувавме нели малку на оваа тема и пред да почнеме со емисијата. Малку се променија времињата
за жал или за среќа, не знам како да го кажам тоа. Да, тука е дискутабилно. Тука е дискутабилно, нели? Перцепција е во прашање. Баш. Малку се смени перцепцијата во поглед на тоа што е концерт. Значи, кога почна, тоа е веќе светски терен, тоа не е само на Балканот, тоа не е само во нашата држава, тоа е некако се смени концептот на тоа што е концерт, во смисла на тоа дека концерти почнаа да ги нарекуваат и оние клубски свирки, и по ресторани и така натаму почнаа да ги нарекуваат концерти каде што луѓето нели си седат, имаат пијачка, мезенце и така натаму. И токму поради тоа луѓето некако престанаа да одат на оние класични концерти кои што се во сала за концерти за таа намена и така. Посите оние прописи, стандарди, нели? И баш поради тоа предизвикот да се привлече публика повторно назад во тие концертни сали е доста голем. Ова е начинот кој што се трудиме да ја вратиме таа публика таму. Значи со самото тоа што ние правиме концерти, не сум само јас тука се и моите колеги кои што навистина се многу организирани, работат, се трудат и тоа ме прави многу среќен. Генерално проблемот е во се она што секојдневно се зборува, нели, социјални мрежи или брзо време на живење, тоа е исто многу важно да се напомене. Луѓето и немаат многу време за да посетат такви концерти, така што верувам дека на ваков некој начин преку едукација и на младата публика полека ќе се враќаат во концертните сали таму каде што ни е местото на сите нас. Да. Претпоставам дека тоа е една посебна желба на сите вие кои што се занимавате со класична музика. Што може да се очекува на концертот во смисла репертоарот? Што се одлучи од премногу композиции? Стварно има многу дела. Како ги селектираше кои ќе ги изведеш? Дали одеше по логика на оние кои што тебе некако ти се најдраги или по оние кои што си најсигурен? Секогаш кога бираме програма за некаков концерт, навистина е многу тешко да се избере, да, баш поради тоа што има премногу напишани дела, особено за соло пијано. Јас некако низ годините си создадов, да речам, собствен стил на изразување, периоди во кои што јас најдобро се чувствувам. Тоа е, да речеме, периодот на крајот на класицизмот, почетокот на романтизмот, па и 20-тиот век, кој што некако мене најдобро ме опишува како карактер, како пијанист и така натаму. Конкретно за овој концерт програмата ја бирав да биде пак онака јас како што се чувствувам, но и се трудев да изберам дела кои што ќе им бидат генерално познати на публиката, но и да опфатам некаков период кој што следува и кој што е некако собран во една програма. Баш. Ќе биде тоа едно уживање, нели? Се надевам. Ти се спремаш да биде тоа? Да. Јас ќе дадам се од себе. Така се, ќе биде во Македонската филхармонија? Да, во малата сала на филхармонија во 20 часот на 2 декември. Билетите се веќе пуштени во продажба преку МК Тикет. Не знам докаде е ситуацијата. Тоа сакав да те прашам, дали знаеш докаде е интересот, ама веројатно немаш таква информација. Јас сум многу среќен што немам потреба да се оптеретувам со тоа, заради тоа што имам тим позади себе баги комуникации кои што се работат со мене веќе долги години наназад. И драго ми е што тие гледаат колку што е можно повеќе да не ме оптеретуваат со тие странични информации. Продуцентски, информации. Они си ја тераат таа работа, јас се трудам да си го гледам својот уметничкиот дел, така што навистина нема многу информации околу тоа. Ти си музичар и уметник. Да. А тоа е најубавиот момент, нели, кога имаш друг тим да тоа е најубавото и баш за тоа многу се чувствувам комотно и среќно што имам тим позади себе и што можам да се занимавам со мојот дел од работата. Така, се согласи самиот дека имаше таа среќа Симон Трпчевски да ти биде професор и дополнително мастерот да ти биде со визитинг професор од Белград, еден од најдобрите таму. Колку е важно кој професор ќе ти биде, за каков ќе биде трасиран твојот пат понатаму? Колку е тоа клучно? Сега не зборувам во однос на само техничко знаење, пренесување на тоа знаење, туку пред се веројатно и од мотивацијата, ама и нели од онај визуелен приказ дека овој професор ми е идол и јас можам некако да одам по неговиот пат. Да, едукацијата е
можеби најзначајната од целиот процес на создавање на една кариера. Јас навистина сум многу горд и среќен што имав можност да учам од, за мене, најдобрите, можеби не за секого. Уште во основно и во средно училиште учев кај професорката Даница Стојанова, која што сега ми е колешка, која што некако го увиде мојот карактер. Јас сум специфичен, секое дете е специфично само по себе. Што значи специфичен? Како би го опишал тој твој карактер? Јас сум генерално жив многу. Темпераментен. Темпераментен, да. И музиката кога ја свирам сакам да биде жива, тоа не значи дека не знам или не сакам да свирам и по елегични композиции и така натаму, меѓутоа стилот кој што јас го претпочитам највеќе, затоа и некако се поистоветувам со 20-тиот век, баш поради тоа што е најтурбулентното време можеби во историјата на светот. И веројатно од тука потекнува тоа познавање и запознавање со самата музика и со стиловите кои што се специфични за секој период. Така што уште од основно и средно образование кај Даница Стојанова отидов на факултет кај Симон Трпчевски, кој што исто така остави голем трак кај мене. Завршив во неговата класа, работев и понатаму на постдипломските студии, како што веќе споменавте, кај професорот Александар Сердар, кој што е професор на факултетот во Белград, дојде визитинг овдека специјално за мене. Секој професор, секој човек генерално има сопствени гледишта, нели, како за животот, така и за уметноста. Така што нашата задача, да речеме, и како ученици, и како студенти, па и сега како професори е да најдеме заеднички јазик, што се вика, знаете. Така што сите тие професори оставија навистина голем трак кај мене и сум им многу благодарен и ги памтам цел живот. Велиш професорката Даница Стојанова, денеска сте колеги. Да. Како е тоа чувство? Опиши ми го. Многу интересно тоа чувство. Некој кој што те учел од дете, буквално, онака од прво одделение што се вика, денеска си рамо да рамо и денеска може да разменувате веќе професорски совети. Да, видите, тоа менторство, да го наречам, не завршува никогаш. Да. Еве, токму тоа е нашата релација до ден денешен. Ако порано ме учела на основни техники, интерпретација и така натаму, сега ме учи на како да постапувам со моите ученици и така натаму, така што генерално си разменуваме ние постојано и искуства и се уште учам од нејза, така што супер ни е комуникацијата. Браво, браво. Тоа е чест, би рекол. Апсолутно. Нели? Да можеш подоцна да работиш со некој што претходно ти бил ментор, како што го наречи. Инаку ти потекнуваш од музичко семејство, нели? Јас потекнувам од најголемото музичко семејство на Балканов. Официјално. Официјално, да. Што значи тоа се? Од каде тргнуваат корените? Значи, корените тргнуваат, ќе ми простат, не памтам се, пошто сме навистина многу, меѓутоа корените потекнуваат од тука, од Скопје. Благој Петров Караѓуле е првиот солист, оперски пејач во нашата опера. Од таму тргнува гроздот да се шири надолу и Блага Видец понатаму и Виолета Томовска, мојот татко Љупчо Мирковски. На Балканов сме проширени насекаде, навистина не ни знам колку многу музичари има во моето семејство и тоа е привилегија од една страна, меѓутоа од друга страна и голема обврска. Да, тоа сакав да те прашам, колку ти како еве младата генерација на таа лоза музичка имаш одговорност, па и товар би рекол, нели, не може да бидеш лош. Да. Нели, мора да бидеш дури и подобар ако треба, нели, денеска веќе се оди напред и напред. Да, затоа реков, тоа знае некој да ти биде притисок? Се разбира. Се разбира дека може да биде притисок и е притисок многу често, меѓутоа имам поддршка во целото тоа и сум многу среќен поради тоа, не сум сам, што се вели, нели? Така. Но благодарение на татко ми особено, што ме остави во животот сам да си ја градам сопствената кариера без никогаш да седи и да ме притиска или да ме советува премногу и така натаму. Кога ќе побарам совет ми го дава, меѓутоа ме остави сам да се градам како личност и како музичар, така што во тој поглед ми е намален притисокот, но се разбира дека го има се уште. Така е, самото презиме и сето тоа што го носиш, нели, како позадина. Сакам да ти пуштаме на песна,
Добро. што нема видео, но сакам да ја слушнеш. На кратко и ме интересира дали ќе ти текне. Која е, на што те асоцира? Ако се слуша. Да слушаме малце текстот? Точно знам што е. Ти текна ли? Браво, браво за ова, да. Ова се мојот татко и мојата тетка Будимка. Ова е 71 година, ако не се лажам. Да, Скопски фестивал, јас сум Арлекин. Од таа година на татко ми му има останато на димакот Арлекин до ден денешен, така го нарекуваат колегите, да. Вау. Тие се најмладите кои што некогаш учествувале на Скопскиот фестивал. Да, мислам дека 13 или 14 години има татко ми тогаш. Така нешто, да. Да, ова само Браво за ова. ова само ја дополнува, нели, она одговорност која што кажа дека мораш да ја исполниш како дете, што, нели, целото твое семејство било на ова или на начин поврзано со музика, претпоставам дека си бил постојано со нив на концерти и си присуствувал на тие настани. Колку тоа ти го трасирало патот за понатаму за музиката? Онака за искрено и да ја засетиш? Па да, јас раскажувам секогаш приказни, се сеќавам како мал, многу често, па дури, ајде под наводници, измислував причини зошто да не одам во основното училиште, за да одам со татко ми на проба. Аха. Јас всушност почнав да учам ноти кај татко ми на пулт. Татко ми беше трубач во ревискиот оркестар на Македонската радио телевизија. И таму научив да читам ноти буквално на неговиот пулт и кога ми кажуваше да, ова е си, ама кај нас трубачите е си, кај вас не е, пианистите си, не можам да го разберам тоа бидејќи се различни инструменти. Дури потоа почнав да сваќам што и како е. Дефинитивно од таму ми се роди најголемата желба. Јас го гледав и татко ми дома како компонира, кај него на работното место. Многу често сакав да одам таму. Таму ми се роди љубовта кон музиката и баш поради таа љубов, јас и покрај тоа што нели сум, ајде, пак под наводници класичен пианист, од таму ми се роди љубовта кон македонската забавна музика. Јас секогаш тоа го зборувам, македонската забавна музика не е исто што и светската поп музика, тоа е навистина посебен правец, кој што јас многу го милувам, го сакам и токму поради тоа вториот мој албум е со преработка на тие македонски забавни мелодии, песни, како сакате наречете ги. Баш поради тоа, поради таа љубов што ја имам, бидејќи тие песни се создаваа во таа македонска радио телевизија на времето, јас сум таму израснат и навистина имам само убави спомени и сеќавања од тоа. Тоа се оние златни времиња, нели, би рекле и на медиумите, нели, кога се развивала телевизијата, но и на музиката, на искрен пристап кој што Дефинитивно. веројатно таа генерација само таа може тоа многу добро да го објасни. Кога веќе ги спомена албумите, имаш два авторски албуми. Задоволен ли си од тоа како е крајниот нивен резултат и колку според тебе се важни за еден музичар авторските албуми за лично докажување, нели, но и оставање траг во македонската музика? Да, дефинитивно албумите се јас така го нарекувам тоа, лична карта на секој музичар. CV. Да. Се уште постои во светот оној момент на разменување албуми, CD-а и така натаму. Прво нешто кое ќе те прашаат, нели, светските и европските менаџери, што имаш да понудиш? Мораш да имаш некаков документ, да речам. Так. И баш поради тоа и се роди идејата за првиот албум да биде оној класичен рециталски, да речеме, каде што се Facing the Sun, кој што има 4 скерца од Фредерик Шопен, кој што сега ќе ги свирам на овој концерт. И еден од моите дефинитивно најомилени композитори за пијано, тоа е Арам Хачатурјан. Неговата пијано соната е на тој албум. За веќе вториот албум да биде ова што го споменав и морам уште еднаш, не знам по кој пат го кажувам, да им се заблагодарам на сите автори кои што застанаа позади тој албум, ми дадоа потпис за да ги преработам нивните композиции.
Двата албуми се во издание на Паѓи комуникации, кои што веќе ги споменав, и се надевам дека и понатаму ќе имам можност да создавам и нов. Имаме некои планови за водина, но ќе видиме како ќе се развиваат. Така, што од македонската музика, од денешната македонска музика ти се допаѓа? Кој е твоето мислење? За сето на што во моментов се компонира? Јас морам да признам дека не ја следам многу сега, за жал, новата сцена на младата генерација, да речем. Следам колку што можам и навистина им честитам за борбата нивна, се трудат, гледам дека многу се работи. Само така ќе успееме ние да зачуваме нашата автентична сцена. И јас со мојата работа и се надевам дека некој ќе го слушне ова од помладите што сега работат на македонската сцена, да се потрудат да го вратиме оној автентичен забавен стил кој што го имаме, да не се трудиме многу да ги бркаме светските трендови, поради тоа што ние дури и да сакаме не можеме да ги следиме, не само од финансиска гледна точка, туку и од големина. Ние сме многу мала држава, а баш поради тоа што сме мала држава имаме навистина голема историја, барем во музиката, и мислам дека тој стил кој што ние, ајде, нека го наречат и шлагер, нека го наречат... Не одбележува, веројатно, не одбележува поднебје. сите. И јас си земав некако задача, баш поради тоа што сум наследник на некоја таа генерација, од помладата релативно генерација, да бидам оној кој што ќе се бори и кој што ќе се труди да го зачува тој стил. Сега пред известно време, пред 2 недели имаше концерт во чест на маестро Кире Костов, на кој што учествував и јас. И гледам дека интересот е огромен за тој стил на музика и се надевам дека некако ќе успееме да го задржиме тој. Гледам дека и дел од ноќните клубови, или како и веќе да ги насловиме, имаат онаа македонска вечер, македонски шлагери, и секогаш поминуваат одлично, секогаш е преполно. Очигледно тоа многу добро поминува, но лично и наискрено сметаш ли дека оваа младава генерација би се вратила на тој шмек, на тој музички правец? Добро е прашањето. Да, тешко е, се разбира. Со гледа тоа што се случува во околината, нели? Се она што се случува и во околината, па и во светот, начинот на кој што живееме, социјални мрежи, телефони и така натаму, влијае, се разбира, многу е тешко. Меѓутоа, зошто да се откажеме од тоа? Мислам дека со добра стратегија, добра промоција на целото тоа, мислам дека и тоа како можеме да ја вратиме младата генерација во тој правец, да речеме. Така. Морам да те прашам околу анекдотите. Го споменавме тоа и пред емисија. Те прашувам, нели, има ли анекдоти, викаш, па како нема, секогаш влечам некоја чудна енергија. Да. Зошто? Не знам, едноставно секогаш кога правиме некои, особено па поголеми проекти и настани, некако се случува да биде по потешкиот пат. За жал и имало и ситуации со несреќите кои што ни се случува биле поврзани со тие настани. Едноставно системот не работи. Нешто тогаш мора да... Да, снемува струја во миксетата и така натаму. Значи, некако привлекувам таква енергија, меѓутоа генерално и како човек, секогаш, знаете, со Марфи некако сум супер. Добар пријател. Со Марфи секогаш кај мене некако функционираат работите по потешкиот пат. Јас не го гледам тоа како некоја негативна страна или не знам што, едноставно тоа е предизвикот да се борам. Те фаќа нервоза во такви ситуации или веќе некако си научен да очекуваш било што? Веќе сум отрпнат, што ви кажат. Веќе сум научен да функционирам така и некако дури и очекувам, ајде да видиме што ќе се случи сега. Така. Ајде да нема ништо така на втори да сега за концертот. Многу настапи надвор од Македонија и меѓу останато кога споменеме Вашингтон заедно со Симон Трпчевски и така натаму. Какви ти се овие искуства? Колку ти даваат дополнително, освен во CV-то и твојата лична професионална кариера, но дополнително значење на твоја лична титула и придонес? Апсолутно дека значи многу. Некако сме ние научени уште од деца дека кога одиме некаде во странство и дека тоа е притисокот поголем и дека таму е
поинаку и дека сето тоа, некако тој притисок си го создаваме и ние самите пред да одиме. А всушност кога ќе отидеме во странство и кога ќе настапиме пред таа публика, сваќаме дека ние сме не само на исто ниво, туку многу често сме и на доста повисоко ниво во поглед на уметноста. Нели како велат на Балканот, особено во Македонија, особено за музиката, а и за сите други уметности, дека сме навистина екстремно талентирана нација и сите тие настапи само ни го зголемуваат нивото на самодоверба, дека можеме, дека умееме да се носиме рамо до рамо со светските музичари. Единствено што ни недостасува е она што го зборувавме, нели, мала држава, финансии, промоција и така натаму, меѓутоа се во свое време. Верувам дека полека си доаѓаат работите на место и дека ќе бидам уште подобар. Така е, верувам дека со ваков профил на музичари тоа како може да се придонесе многу за музичката сцена. Што вели твојата генерација? Активни ли се толку да се променат да работите кај нас? Па мислам дека се, барем оние што останаа, нели, во оваа држава, гледам дека сите се борат, кои со своите професии разни, не само уметничките. Мојата генерација поминавме низ секакви премрежја, нели, и ние сме генерација на создавањето на оваа држава самостојна. Поминавме низ многу премрежја и како деца и како адолесценти, но гледам дека ентузијазмот навистина е голем, барем во околината во која што јас живеам, и некако ми дава надеж дека сме всушност на добар пат. Супер. А учениците? Добри ли се? Се трудат ли или сакаат да станат звезди преку ноќ? Повторно доаѓаме до тоа. Ние сме екстремно талентирана нација и учениците се повеќето се многу талентирани. Тоа е вистинското прашање, да сакаат да станат звезди преку ноќ, баш поради тоа што гледаат дека светот и трендовите им овозможуваат на одредени личности во светот баш буквално преку ноќ да станат звезди. Меѓутоа јас се трудам да ги научам на тоа дека тие што стануваат звезди преку ноќ имаат ограничен рок на траење. Поради тоа што ако не го поминат целиот процес на образование, на до едукација во иднина, и ние не престануваме да работиме, да учиме и да создаваме, доколку не го поминат тој најтешкиот пат, не може долго да траат. Ќе ги снема исто толку брзо колку што станали звезди. Да. Да, меѓутоа тоа е предизвикот веројатно на новата генерација која што се е буквално на телефон, ако може така да кажам, нели? И она компарација со сите останати, тоа знае понекогаш да биде еден добар меч со две острици, ама... Да, родителите играат тука многу голема улога и барем моето искуство до сега кажува дека родителите навистина, барем оние родители на моите ученици се трудат навистина да им пренесат култура, уметност, вистински вредности, не само телефони и така натаму. И тоа гледам дека во контакт со родителите гледам дека имаат многу креативни идеи како тоа го прават, не е како она што ние сме научени, нели, казни го, земи му го телефонот и така натаму. Не, туку навистина родителите се исправени пред еден голем предизвик начин на комуникација со нив, заедничко време поминато, слушајќи музика, гледајќи филмови, театарски представи. Обратен ефект. Да, и гледам дека децата кога доаѓаат кај мене ми раскажуваат и приказни што правеле со родителите, биле на концерт, биле слушале. Тоа е супер. Тоа е супер. Ако е секаде така, јас пак ќе речам, зборам од мое лично искуство, ако е секаде така, тоа навистина ветува супер искуство во иднина. А Бован, строг ли си како професор? Па мислам дека не. Тоа моите ученици треба да го кажат. Имаш напишано единица? Не, до сега не. Двојка? Не. Тројка? Имам. Добра. Од златна средина. Да. Јас знаете како им кажувам тоа и со моите колеги кога комуницираме и со учениците им го кажувам истото. Кога се работи за уметност, кога се работи за музика особено, оценувањето двојка, тројка и така натаму некако не го разбирам. Јас морам да признам заради тоа што во нашата работа се знае или свириш или не свириш, или вежбаш или не вежбаш. Така што јас би го променил дури ако можам оценувањето во да и не. Описно. Да, и ние имаме описно оценување за учениците до трето одделение основното, меѓутоа зборувам за генерално во музиката треба да најдеме начин како да ги мотивираме тие ученици да вежбаат, да се трудат, да работат.
и со тоа да ги мотивираме да вежбаат повеќе, да создадат една здрава конкуренција помеѓу себе, да се слушаат, да прават концерти, да се слушаат на концертите помеѓу себе. И баш поради тоа не ја гледам она како би го оценил некој уметник со 4 или со 3. Апсолутно, апсолутно. Ти благодарам многу за денешното гостување. Благодарам за поканата. 2 декември Македонска филхармонија, Бобан Мирковски, одличен на пијано концерт. Да се гледаме за убави работи и среќна нова година. Да, боже, исто и на вас, ви благодарам многу за поканата, ми беше супер пријатно. Ти благодарам многу. За крај ќе одиме со музика, негова музика, односно негова изведба. Останете на сител и се гледаме утре. Чао, чао.